Шокантна вистина зад сцената, светот на работ на Третата светска војна. Најпрво сакам да ви посакам едно топло, добро дојдовте на канал Тампес. Ова видео ќе ви обезбеди структуриран и информативен преглед на актуелната ситуација, анализирајќи ги потенцијалните ризици и можностите за ескалација, како и меѓународните реакции и внатрешните предизвици. Денес ќе зборуваме за една многу важна тема која за жал се крие од јавноста. Светот е на работ на Третата светска војна и канал Тампес е тука да ви го откри сето она што се случува зад сцената. Драги гледачи, постои заговор повторно да се подели Русија или да се уништи. Обединетото кралство, Америка и Европската унија се вклучени, користејќи ја Украина како пион и украинскиот народ како топовско месо, за да ја скршат моќта на Русија. Но овој пат Русија има други планови. Откако освои значаен дел од Украина, Русија се подготвува за директна пресметка со силите кои сакаат да ја зајакнат Украина. Стратегијата на Путин е многу храбра и непопустлива. Слушајте внимателно додека ви ги откриваме трите клучни чекори кои го означуваат почетокот на новата ера и зошто ја достигна оваа критична фаза. 1. Геополитичка ситуација. Можеби не се забележува на прв поглед, но светот веќе влезе во фазата на Третата светска војна. Да, пријатели, тоа не се гледа на површината, но зад сцената подготовките речиси почнаа. Владимир Путин е предводникот на оваа нова глобална пресметка, додека Америка се обидува под наводници да се одбрани на свој начин. Овој пат противниците го представуваат Путин дека е агресорот, а Америка бранителот. Ајде да погледнеме малку пошироко. 2. Куба и Русија. Прво, да се осврнеме на Куба. Слушајте внимателно зошто Русија ја избра Куба. Кубанската револуција се случи помеѓу 1953 и 1959 година. Пред тоа време, Америка инсталираше диктатор поддржан од Америка во Куба. Следејќи го Зиобатиста во 1959 година, комунистичкиот лидер по име Фидел Кастро го собори овој диктатор поддржан од Америка, што доведе до политичка промена кон комунизмот во Куба. Владата на Фидел Кастро ги експроприра американските бизниси и недвижен имот и работеше за кубанскиот народ. Налутена поради ова, Америка ја започна инвазијата во заливот во 1961 година. Америка ги обучуваше и вооружуваше кубанските прогонети да ја нападнат Куба и да ја соборат владата на Фидел Кастро, но армијата на Кастро ги порази напаѓачите и донесе голема срам на Америка. Америка за возврат на секоја земја што тргуваше со Куба ја соочи со американски санкции. Ова создаде омраза против Америка во срцата на кубанскиот народ. Одлуката на Путин да ги стационира своите нуклеарни подморници таму не е само стратешка, туку и историска. Конечно, Русија ги стационираше своите опасни нуклеарни проектили на Куба и ја предупреди Америка дека ќе ги истрела овие проектили доколку Америка продолжува со таа политика кон Русија. Русија стационираше нуклеарни подморници во близина на Куба, опремени со хиперсонични ракети Циркон. Овие ракети се толку моќни што ниту еден систем за противвоздушна одбрана не може да ги запре 100%. Како што стојат работите денес, ако се испукаат 10 ракети Циркон, дури и да се промаши наведената одредена цел, Америка ќе биде уништена. Вие го разбирате тоа потполно, соочете се дека Владимир Путин е личност позната по својата стратешка сила кој прави храбари потези. Историјата на Куба и Америка е полна со конфликти, од Кубанската револуција до Кубанската ракетна криза. Оваа историја ја објаснува одлуката на Путин да избере Куба како стратешка локација. 3. Северна Кореја и Русија. Не можеме да ја занемариме и Северна Кореја. Лидерот Ким Џонг Ун постојано ја демонстрира својата воена моќ и нуклеарна програма. И покрај американските санкции, Северна Кореја продолжува да ја развива својата ракетна технологија и нуклеарни капацитети. Тој на светот му ги представи своите балистички ракети и отворено зборуваше за својата нуклеарна програма.
Тој изјави и дека за многу кратко време ќе испрати многу војници во Украина да се борат на страната на Русија, со што тоа представува и голема опасност и за Америка. Сега замислете го Путин на значајното патувањето до Пјонгјанг за да се сретне лице в лице со Ким Џонг Ун. Тоа, дами и господа, е фасцинантната динамика на Северна Кореја, кој првпат после 24 години се сретнуваат Владимир Путин и Ким Џонг Ун. Оваа соработка со Русија представува уште еден фронт во новата глобална пресметка. 4. Виетнам и Русија. Сега да погледнеме кон Виетнам. Виетнам е една од ретките земји што ја натера американската војска да страда. Виетнамската војна траеше 20 години и така Америка го поделија Виетнам на два дела, исто како што ја поделија и Кореја на два дела. Америка го засили своето воено присуство во Јужен Виетнам. Каде и да интервенира Америка, следуваат поделби и конфликти, предизвикувајќи војни и оставајќи пустош зад нив. Присуството на Путин во Виетнам е повеќе од геополитички маневар. Се сеќавате ли на историјата на Виетнам и Америка? И покрај технолошката неразвиеност, Виетнам успеа да ги победи американските сили во Виетнамската војна. Виетнамската војна не беше исклучок, милиони виетнамски војници и цивили загинаа, а употребата на американската армија на агентот Оринџ, хемискиот агенс, предизвика долгорочна здравствена и еколошка штета на виетнамското население. Војната се уште прогонува многу американски војници и предизвикува психолошки стрес. Отпорноста на Виетнам создаде опасна ситуација за Америка. Војната заврши со обединување на Северен и Јужен Виетнам под комунистичка контрола, што значи целосен неуспех за Америка и ширење на комунизмот. На глобалната политика од Москва се појавуваат сигнали кои е тешко да се игнорираат, прво Куба, потоа Северна Кореја, а сега и Виетнам. Виетнам, кој успеа да ги победи американските сили во Виетнамската војна, сега е важен сојузник на Русија. Оваа историја создава опасна ситуација за Америка и покажува зошто присуството на Путин во Виетнам е толку значајно. Секој потек на Владимир Путин испраќа јасна порака дека Русија веќе ги елиминира сите лидери кои се осмелуваат да заговараат против Русија. Овој историски контекст покажува зошто присуството на Путин во Виетнам сега е повеќе од само геополитички маневар. 5. Стратешки сојузи. Три лути непријатели на Америка, измачени од нејзиното мешање и токму со овие земји Путин сега има добар контакт и соработка. Сојузите на Русија со Виетнам, Куба и Северна Кореја создаваат нов фронт во новонастанатата Трета светска војна, а да не ги заборавиме и другите држави кои се спремни да застанат зад Русија, како на пример Кина, Индија, Бразил, Венецуела, Иран и сите други сојузници во БРИКС. Овие стратешки потези на Путин се јасен показател за тоа каде се движи светот. Заклучок. Сегашните потези на Русија, особено стационирањето на нуклеарни подморници во Куба и сојузите со Виетнам и Северна Кореја, укажуваат на нова ера на глобална нестабилност. Путиновата стратегија е храбра и непопустлива, а светот мора внимателно да ги следи овие настани, а нашите политичари скокаат многу со нивните изјави како да сме најјаката нуклеарна сила во светот. Би ми било драго да го прочитам и вашето мислење. Затоа споделете ги вашите размислувања во делот за коментари. А ако ви се допадна ова видео, оставете лайк и ако сакате да добивате повеќе вакви информации, не заборавајте да се претплатите на вашиот канал Тампес и да го споделите видеото со вашите пријатели. Канал Тампес ке се потруди да ви презентира во сите видеа концизни објаснувања и ефикасно да ви ги доставува клучните информации. Ако имате какви било прашања или сакате видео на некоја тема, оставете коментар подолу, а јас ке се потрудам најбргу што може да направам видео на таа тема што ќе ја побарате. Ви благодарам што го гледавте видеото и за вашето одвоено драгоцено време. Ви благодариме од срце што останавте со нас до крајот. Се гледаме наскоро со нови интересни анализи.